Сузана Гавазова посебно за Измире шокира. Живи се шокира, значи има Буџа Балкански фестивал. Јас сум водител 10 години, водим таму Балканскиот фестивал во Буџа. Таму највише има најмногу македонци има. Кога викам македонци од Источна Македонија, Пехчево, Делчево, Струмица, Гевгелие, од тие градови. И една година беше Ханка Палдум, окей, 3000 луѓе, 4000 луѓе, супер како фестивал. Да. 4000 за мене беше екстра. После дојде Дино Мерлин, 1500. Се реков што е ова мега звезда човек, Дино Мерлин, 1500 луѓе. Друга година доаѓа Сузана Гавазова. Колку луѓе може да се собира? Не знам. 15.000. Значи јас не верувам Сузана Гавазова да има тука во Македонија толку публика. Мајка ми се лошо да не буди од сабајле, бидејќи знае моите родители дека јас каснам во везна школа. И звони телефонот и јас се јавувам: Наташо, и си отишла во школа. Мамо, Маја, а јас и Маја имавме сличен глас. Мислам, сличен и ден денес имаме изглас, сите не препознаваат. А, мајче, ај возбуди ја сестра ти. Отиде мамо Наташа во школа. Значи, она си го прави целиот момент, а јас слушам и не ми се верува дека се у моменти текнува како да смува. А моментот ја каснам, знаеш, и обично мајка ми стално ме буди пошто ја каснам во школа, бавезно каснам на прв час. Во денешното издание на Равенка за успех ќе се дружам со двајца мои многу познати гости, што ќе ми биде стварно многу опуштено. Верувам и вие таа енергија ќе осетите. Тука со мене Јусуф Емини, кој е дојден од Истанбул и таму многу добро го знаат сите, затоа што е многу активен, постојано е со настани, постојано е со случувања, но она што е интересно за него е дека цело време е конекција помеѓу бивши ВЕУ простори и Турција. На таа линија си постојано ги следиш настаните тука и таму ги носиш изведувачите наши познати во Истанбул и цело време се грижиш да што повеќе допре македонската култура до Турција. Баш е така. Она што сакав да го споделиме сега со нас е она што е твое навистина специфично, нешто си неуморен, постојано си у движење, постојано си активен и тоа е навистина за респект. Па немам право. Немам право да бидем уморен. Ти знаеш, мене веќе 10 години се запознававме преку Текрумели телевизија. Да. Кога почнав да работам за Текрумели телевизија, кога беше единствена телевизија за балканците кои живеат во Република Турција, тогаш бев само јас. Значи 20 вработени, ама ниеден не знаеше ни енглески јазик, камоли овие нашите балканските јазици. И така да немав право да бидем јас уморан. Значи музичка емисија водив, историчка документарни филмови направив, политичка емисија водив, чак и вести сум водил неколку време. Се правеше. Све, и затоа немав право. Немав право. Ама и си се навикна на тоа темпо, ама добро, тебе и тоа ти оди. А нашата втора гостинка е Наташа Петровска, позната на јавноста како Наташа Фигурела, иначе моја сестра, така да ми е многу интересно дека сме вака во некоја, да речам, официјална атмосфера, ама не сме официјална, пошто подкастов е лабав, сестро, така да можеш да бидеш опуштена. Мене ми е драго што ќе можеме вака малце заеднички да збориме пред јавноста, она што луѓето го познаваат, не знаат и двете на некој начин преку различни професии, но често пати знаат да ме прашаат прашања поврзани со тебе, па е вака сега јавно ќе си продискутираме. Кејф ми е што ќе бидеш отворена, заради тоа што и, нели, како да се разговараме по дома. По дома, да. Послободна малку. Да. Малце ми е неприродно во пред камери со сестра ми, ама добро. Да. Ќе се кажав дека те знае јавноста како Наташа Фигурела и по твојата совршена линија и често пати кога зборуваме со гостите, кога ќе го доделам подарокот од тебе и кога ќе споменам Фигурела, сите викаат: Наташа е пример како треба да се има линија и токму заради тоа веројатно и се определи за оваа професија. Јас, познавајќи те од мали нозе, знам дека секогаш си била слаба, некогаш тоа што беше слаба ти пречеше, но денеска ти е предност. Денеска ми е предност. Да, како мала бев многу слаба, знаеш, и тогаш имав комплекс дека бев слаба, децата ме зафркава како си слаба гостор на батери и носев по 6 парахола хопки, па дома ти ме проверуваше тато. И тогаш дека сред лето 5 парахола хопки да не добијат топлотен удар. И одозгора хеланки. И одозгора хеланки носев, за да бидам подебела. И кога ќе ми каже: Алеле, како си се поправила, ја бев срекна, што ти кажам.
А сега, добро, сега не е случај, пошто знаеш и ти самата каков апетит имам и сега, например, знам да варирам со килажа, меѓутоа морам и притисокот од работата. Дури кило до кило и пол ќе изварира, ама тоа. Ама притисокот од работата ми прави ностоп да се контролирам, нели, колку кила имам, и малце ако се поправам, одма сум паника. И веројатно и затоа се определив за таква работа, затоа што сакав да внимавам на себе и на својот изглед и да одржам линијата. Ако не бе во ваква ситуација, ако нема ваква професија, веројатно ќе се запуштев. Мислам, ќе се запуштев, ќе се одадев на моите потреби за храна и уживања. Јас сум генерално хедонист за све, па и за храна сакам да си јадам. И ќе беше подругаче. Да, гурман е, и најинтересно е тоа што јаде баш и благо, ама па од друга страна не си човек кој јаде се и кој јаде мрсно. Ја вака како што можам да забележам, сепак се придржуваш на здрава храна. Се придржувам колку што можам, меѓутоа ако ми ставиш на маса, ако видам тука и зависи дали како гледам да внимавам, ако примерно претходните денови многу сум јадела, па ќе кажам не, сега ќе стопирам и така компензирам. А дека ќе пробам од се, ќе пробам. Гурман сум и не сум тип што се откажувам, заради линијата не се откажувам од се, ама или ќе компензирам со тоа што ќе вежбам, ќе потрошам повеќе од што треба и на тој начин се одржувам. Да, ама пошто е тоа континуирано и со години, веројатно и телото веќе се навикнува на некој начин заради темпото. Да. Јусуф, ти си сега во моментов во Македонија, дојде по некој повод, нели водеше повторно некој настан. Да. Оно што го споменав сега во моментот во Истанбул, во која телевизија си и што работиш? Вака, сега дојде во Македонија со општината Осман Гази, Бурса. Градоначалникот Осман Гази Еркан Айтон организираше за 8 март за жените, пошто е ова година 8 март во време Рамазан месец, затоа направиле малце понапред по организацијава и дојдов да бидам како водител. Имавме од 11 балкански држави 250 жени биле како гости и убаво поминавме, чак и ти со нас. Да, нормално. Сега работам за Истиклал новина, една голема и стара новина во Турција. На исто време водам програми со Кошан Адам. Тоа е една менеджерска фирма, значи интернационални фестивали, концерти, кога е битни денови во Турција со големите пејачи, јас одам како водител преку тие и на исто време основавме Балкан Турк театросу, што се вика балкански турски театар. Во Турција имаме представа. И тој е патувачки театар, гледам дека често патувате. Сегде бевме. И со тој театар имаме една интересна представа, покажуваме луѓево како е заеднички ствари Балкан и Турција и различни ствари Балкан и Турција. Така да една невеста дојде од Тетово, значи најдел некој маж во Турција, ама богата фамилија и после неколку години жена станал психички ненормална и дојде кај психолог да зборува све со секрва какви проблеми има, тоа е културна разлика, со јазикот разлика, со храната разлика, како не иде и да не кажувам повеќе, да биде интересно, можда ќе дојдеме и во Скопје да играме еден ден. Така да шетаме. Супер. Не остане во Истанбул. Како што кажав, нонстоп си во движење и нонстоп со некои нови идеи. Често пати доаѓаат нашите пејачи таму, ти ги пречекуваш и им наоѓаш каде, што, како да пеат, да настапат. Значи си конекција од цел Балкан. Да, од цел Балкан, не само од Македонија. Да. Значи почнавме кога работев за Текрумели телевизија, Есма Реджепова. Таа дојдеше многу често за Ѓурѓевдени, за интересни фестивали, па после работев со Дино Мерлин, Ален Исламовиќ, така да имаме ние доделување награде за најуспешни балканци во Турција, тоа се вика Best of Rumeli. Rumeli тоа е исто како Балкан, само Балкан, турски. Да. И таму поканивме и дојдеше до сега Тони Стораро од Бугарија, Тамара Тодевска Македонија, Елена Ристевска Македонија, од Босна Амира Медуњанин, Ханка Палдум, Сенида од Словенија и ова година Сузана Гавазова чак и беше еден од тие пејачи. Не можам да бројам. Да кажа дека имало голем интерес за Сузана кога се појави таму. Морам нешто да признам. Значи Сузана Гавазова посебно за Измире Шакира. Жимиске Шакира, значи има Буџа балкански фестивал. Јас сум водител 10 години, водим таму балканскиот фестивал во Буџа. Таму највише има најмногу македонци има. Кога викам македонци, од Источна Македонија, Пехчево, Делчево, Струмица, Гевгеле, од тие градови и
една година беше Ханка Палдум, окей, 3000 луѓе, 4000 луѓе, супер, како фестивал. Да. 4000 за Коректно. мене беше екстра. После дојде Дино Мерлин, 1500. Јас реков, што е ова мега звезда човек, Дино Мерлин, 1500 луѓе. Друга година доаѓа Сузана Гавазова. Колку луѓе може да се собира? Не знам. 15.000. Значи, Вау. јас не верувам Сузана Гавазова да има тука во Македонија толку публика на некој концерт. Браво. Сигурно, браво. 15.000. Значи, Шакира жена. Браво. Значи почесто ќе се ја викате таму. Па да. Може да си прави паралелна кариера, зашто да не. Наташа, кога ќе се навратиме на години наназад, ајде прво со кариерава ќе почнеме, па после оние малце по конкретни некои животни приказни твои. За Фигурела. Како почна приказната со Фигурела? Навистина интересен бренд и за сите жени кои идат, специфично е тоа дека остануваат со години да вежбаат во Фигурела. Значи, од самото отварање па до денов денешен, они се редовни клиентки. Да, Фигурила јас ја најдов се запознав со Фигурила на едно од моите патувања и тогаш ја практикував на себе. И кога практикував на себе, видов дека е многу добро и бидејќи сакав да работам нешто такво, нели, со бавина, со вежбање, со одржување на тело, дојдов до идејата тоа нешто да го отворам во Македонија. Фигурила е бренд кој постои веќе 40 години во светот, патентиран е од двајца амерички доктори кои што ја направиле прво во Швајцарија, таму се шири низ Италија и низ цела Европа, па и Америка и сега има во цел свет. И успешен бренд кој што успешно функционира и е многу добар. Еве самата кажа, кога еднаш жената ќе дојде кај нас и ќе ги види резултатите, едноставно се навлекува на тоа нешто, се навлекува на Фигурела и Знаеш, гледа дека многу има... не им е јасно, например, што значи Фигурела. Дали се тоа машини за слабење или е вежбање? Јас објаснувам дека тоа е вежбање. Тоа е ама ти физиолошко поточно ќе- слабење, да. Фигурела е вежбање со сопствена тежина и со мали алки со подпомагање до кило и пол, например. Да, Фигурела е бренд кој што обликува женско тело. Значи, не го билдаме мускулот, не го правиме вретинасти мускули, е направен само за жени. Заради тоа е направен и само за жени и дефинитивно да таа температура на која што се вежба во Фигурела се активира ензим липаза што ги топи масните наслаги. И тоа е научно докажано, научникот Ван Хоф добил Нобелова награда за тоа докажување, така да научно докажано, подкрепено со научни докази и функционира многу подобро. Ако вежбате на пример истите вежби ако ги изведувате на температура нормална, нема да губиш толку калории. Тоа е поентата на Фигурела, меѓутоа вежбаш заедно со персонален тренер, правиме персонална програма, топи на одредени, се прави персоналната програма за да топиш на одредени делови на телото во кои што секоја жена има различна потреби на различно место се фокусираме кога работиме со клиентот. Така да затоа е веројатно поспецифично и поуспешно од останатите методи за вежбање. Стриктно за слабење и за формување на женско тело. И оно што е специфично е дека при започнувањето на вежбање давате и гаранција, нели? Да, даваме и писмена гаранција на консултацијата, например, ако жената уплати, сега карикирам, 30 третмани или 60, имаме различни третмани, добива и писмена гаранција за резултатите, дека после тоа ќе намали толку и толку во обем. Гарантираме обем, не кила, да. Не килограми, него само обем, да. Ама па побитно е обемот, нели, за да се добие... Обемот е сликата, фигурата. никој не те мери со вага. Ајде да видам, ти лажеш 56, имаш, немаш 55. Да. А во обемот, нели, имаш линијата женска е на око според обемот, струкук. Да, тоа е приказната. Приказната е супер и функционира приказнава, више функционира веќе 16 години, на кај 17-та тераме. А иначе брендот Фигурела постои 42 години, колку што имам ја 82 година е направен, затоа се најдовме тука. Се уклопивме. Се погодевте. Добро, супер, убаво, интересно е дали тоа ти створи, пошто јас те знам од помала, не имаше некоја амбиција за работа голема во едно време. Мислам, амбиција. Не, зборам сега, не амбиција за некоја конкретна работа, нели во еден период се бара секој човек, не дека. Така, да. И некако беше онака како сакам ова, не сакам тоа и во еден момент кога се појави Фигурела како да си се пронајде. Така, да. Се пронајде, знаеш зашто? Ти се смени како личност. Да, јас имав од секогаш проблем, не можев да трпам авторитети. Ја не можев да работам некаде.
И јас стварно имав проблем, се барав, викам, кај ќе работам? Ја немам шанси. Прво некој ми каже ќе станеш во 8. Прво она не стануваше рано са бајле, тоа се тоа. Ја каснем стално на прв час до школа. Да. Има и таа една нагнута со мама, ако памтиш. Памтам, Ќе ја да. кажем. Каснев стално. И стварно сакав, не дека не бев амбициозен, сакав нешто да работам, викам кој мене ќе ми кажува и Маја на пример кога ќе имаше некои проблеми ти со работен, докато ти викав сестро, како трпиш бе ова? Мене вака да ми каже, знаеш, стварно некако немав и кога дојдов ето до идеја, бев мала и бев на 25 години ја отвори Фигурела и кога го остварив ова со Фигурела, така и добив, видов дека сум сама свој газда, сама си ги менаџирам работите, сама си поставам кога ќе одам на работа, кога ќе дојдам. И на тој начин спонтано и случајно се пронајдов, да. Да, плюс и тематикава ти е интересна, пошто си постојано и да. оптеретена, си сакаш така да си внимаваш на тие работи, па добро, тоа веројатно ти секогаш ме интересираше тоа, нели, па како, па се како се одржуваш, па како килограмите, нели, изгледот. Мислам, секоја жена веројатно е оптеретена со тоа, можеби јас малце повеќе. Ама да, и темата, и тематиката, и тоа што го работам во Фигурела исто, меѓутоа и тоа што сум сама свој газда, сама си ги поставам правилата и тоа ми олеснува многу. Секој има различни типови на луѓе, значи Види, некој... затоа викаме равенка за успех. Секој се наоѓа собствената равенка за успех. Пишани правила нема. Битно е да се пронајдеш во животот и ти да се чувствуваш убаво, комфортно во својата кожа и на крајот на криштата успехот доаѓа кога си задоволен и кога нешто правиш со љубов. А и тоа го кажам, на пример, имав и среќа. Стварно имав голема среќа и се успехот доаѓа, да, различно. Некој доаѓа до успех заради тоа што има многу дисциплина и рад и дисциплина. Некои од други причини, јас мислам дека имав среќа. Добро, и работа. Не дека не. Ама пред се среќа. Супер. Ево тоа што е пуво. Да. Тоа кој ти даде Господ, ама тоа што ќе ти даде ни Господ никој не може да ти земе. Да ти го земе, така вика. Знаеш, ако си подсрекнат звезда, тоа е. Не, значи мораш ти среќата ти е дадена, ти можеш да се искомплицираш и да направиш хаос од све. Меѓутоа, јас имав среќа со тоа што се пронајдов, имав среќа што гладко ми одеа работите, имав поддршка и среќа, нели? Бидејќи стварно треба многу труд, тоа да се оствари. Е тешко, да. На почетокот е многу тешко да се го пробиеш брендот, да обстоиш финансиски. Сето тоа, значи јас имав стварно среќа и поддршка голема, не можам да бидам неблагодарна, заради тоа кажам дека имав среќа голема, меѓутоа и имав па и среќа да најдам работата која што ја сакам. И кога ќе работиш нешто што сакаш, со леснотија го работиш едноставно. Јас во Истанбул има многу сигурно такви, не знам, пошто има многу центри за разубавување, многу хирурзи. Мислам, бјути индустријата е на многу високо ниво. Многу. Ептен. Ептен, стварно. И веројатно и вакви брендови за слабење и за одржување, но и клиниките кои нудат многу услуги. Гледам дека од целиот свет доаѓаат таму. Овој стил како Наташа што вика. само рипат. Да, овој систем како Наташа што вика, овој систем прв пат од Наташа сум слушал. Значи го запознававме. Кај нас во Турција не е толку популарно овој како Фигурела стил. Па може да таму да го однесеш, треба. Па треба, одавно сака. Ние одавно се со Јусуф бевме заедно во Истанбул. Сакаме да бидеме партнери таму, да работиме заедно. Да, може и тоа да се направи, да, ако даде Господ, зашто да не, да. Пошто многу сака да дојдат Истанбул. Мора да призна. Мора да призна дека. Морам да признам дека го обожавам Истанбул и често одевме, нели се дружевме цело време таму и баш убав, мислам, Истанбул е преубав град. И зашто да не? Зашто да не? А како ти кажеш, стварно во Истанбул последно време ептен станали хирурците за овој бјути. Што викаме како касапи секој ден по 5-6. Стварно. Што се изврзирани, сигурно се стручни многу, ти толку луѓе да ти доаѓаат. Да, ама има и друг проблем, кога одам во аеропорт, гледам жени исти. 5-6 жени исти. Близнаци. Да, тоа е проблем. Тоа е проблемот. Близнаци. А зашо естетскава хирургија ги прави сите исти? Па не, ама сите се исти. Стварно нема разлика. Под калап. И под калап. Че за доктор ептен поубаво. Ставиш на калап, трак. И по тој терк се правиш кола лента. Баш. На брзински тоа иде. И стварно видам последно време малце поскапи се цените, како што слушнав. Да, растат цело време, пошто има тука презентации, нели кај нас доаѓаат, промовираат тоа што имаат како новитети и гледам дека нели кога човек онака чисто се информира, гледаш дека
тоа навистина Па една станува страна тоа е нешто добро, да има толку добри хирурги или Естетичари, да. толку естетичари, ама друга страна, како што викав, ставиш на калп и постане, мислам, Па, туристи тоа е кои мода. доаѓа сите исти. Мода ја Да, наметнуваат помодарство. некој, го наметнуваат тој изглед, да требаш да имаш ваков нос, треба да имаш ваква уста, вакви очи, кета, едно друго, стално има и кога некаква ќе помине мода. модата, Да. И почнуваат сите да се оперираат според модата. Кога ќе помине модата, прават други операции. Ама пак Става да операции. има работа. Добар бизнис. да, он ствари стално си ме работа, после Да. нов тренд, нова, сега Па се носот тоа на него па на индустрија нешто. за пари, значи Да. све тоа. Пази Маја, треба вакви ствари и ние новинари да има што да зборуваме. Да. Значи мора некој да направи неки мода и после материјал за нас. Да, материјал има Што за ќе муавет. користиме ние. Тачно. Или Наташа да прави нешто, ми да трачаме нешто. Да, болесно. Добро, не, знаеш како, секој си има право да прави она што мисли дека треба, меѓутоа она што го кажа, малце пречи кога веќе сите се прават премногу слични. Јас се шалелев едно време сите први братучетки. Нема разлика Баш. и веќе се губи специфичноста и она што е карактеристично за личноста, што мислам дека баш и не е толку добро. Па да, тоа зависи за што ќе работи, за што си. Пример, јас гледам последно време во Турција, пошто е серијали многу тренд, турските серии сегде во светот. Јас гледам режисерите дека барат природни Да? актори. Веќе тогаш беше еден период 4-5 години на сите серијали видов главна улога дотерана, значи како принцеза, нема болја. Ама последно време гледам новите серии кои доаѓа за жените, зборувам, жените се поприродни. Можеш да не тие- препорачаш нас. Да. За актерски, Да, актерки добар, турски. добар, ова е добра Кажи идеја. ми, Добра идеја. Да, кажи ми, ти рече дека ќе правиш некој подкаст со актерите кога веќе ги Да, споменавме. сега направивме договор со МТЛ Туркија и тие отварале пазар во Турција и Зашо актерите турски се прилично познати кај луѓето кои ги следат сериите, а многу ги и следат. да ти овде. кажам тебе една информација, 80% потекло од Балкан. Стварно? Бога, 80%. И направивме договор да правиме подкаст за мене, значи ќе ви биде гости секоја тоа сезона, значи кај нас во Турција идат со сезони, не знам како е тука. 13 епизода и завршава Да. сезона, уште 13 епизода после. И за првата сезона ќе биде 100% значи дефинитивно со глумциве, ама не со секој глумац. Глумци кои се потекло од Балкан и глумци кои сега, значи има некој актуален серијал во Балканот. Не само во Турција, пошто можда има некој глумац сега во Турција на друга серија игра, ама овдека не популарно е, се популарно е тука со другата серија. Да. Значи така ќе направиме 13 епизоди, спремно е све и гостиве и све, значи. Ти нонстоп си спремен со нови проекти. Морам. Ти реков дека не можам, немам право да останам дома. Паметно. Паметно. Наташа за глумица сакаш, а? Ама да, може. Се изборуваме, само турски треба да научиме. Може, Знам сега некој збор, чок пробаше. ги Ке се уче? Не има некој пат доаѓа од нашите крајови, некои манекенки така пробат помалце да бидат на турските Има нели серии. на нашиве и наши глумци, мислам од турски театар. Има знам дека наши глумци. Да, од турски театар, нели, од на Сулейман. Да, Филиз Ахмет и Ертан Да. Шабан. Тие Ама они двајца се сериозни актери, да. Тие успееле, стварно се постанале и овој Сабиха Тозија. Да, Сабиха. И таа Сабиха, беше. да. И таа Она беше. почина, да. Да, почина. Мислам пред 2 години. Да. И таа Она беше врхунска. мајката на Султан, што беше? Не, тоа. А она беше слугинката, Да, тоа за харем. Да, у за харем харемот, беше. да. Задолжено. Има доста. Да, ама- имаше баш битна улога, пошто Да. и тоа беше една од најдобрите серии според мене. Султан Сулейман. Се уште се емитира. Величествениот. Да. Да, се уште се емитира на 125 јазици. Стварно? Да, до 125 јазици. Добро, тука има превод. историски податоци, интересно направена, филмски стварно. Не само тоа, и тоа приказната беше интересно. Значи, тие искористиле исторички ствари со една љубовна приказна. Сега колку е истина, колку не е истина, тоа се не зна. Историчари единствено може да зборува, ама и приказната беше Стварно, малку чудно. постои ли таа приказна некаде запишана? 70% мислам дека е лаш. Да? Да, малце претеравале. Како човек, значи, добие толку земја, ние гледавме од серијал секој Само- вечер со урем или не знам Да. со кој. Значи, малце беше по Тоа е така. невозможно, просто воен, тој постојано бил на
Ама сепак убава приказна Да, беше. приказната беше преубава. Мислам и нормално мора да биде за да кога ја филмуваат веќе кога мора да има некоја таква приказна која ќе го задржи вниманието, не може само освојувањето и битките. Баш, да. Наташа може да игра таква некоја како хурем или не знам. Не знам ваква. Едно тука не сум се пробала, ама може. Ама да ти може стои. Мислиш? Да. Ќе пробаме тогаш. Пази што си рекол. Јас сум за. Оргирај, Пази што си рекол, да. Да. Кажи ми сега за анекдотата, пошто ја почна преска. За. Тоа беше за касното станување. Да. Кога мама обично не се јавуваше мајка ми, се јавуваше да не буди од сабајле, бидејќи знае моите родители дека јас каснам во везна школа. И звони телефонот и јас се јавувам: Наташо, и си отишла во школа. Мама, Маја, а јас и Маја имавме сличен глас. Мислам, сличен и ден денес имаме изглас, Да. сите не препознаваат. Мај, чај, разбудија сестра ти. Отиде мамо Наташа во школа. Значи, Тоа ми она си го текна прави прис- целиот момент, а јас Да. слушам и не ми се верува дека у моменти текнува како да смува. А моментот е, ја каснам, знаеш, и обично мајка ми стално ме буди пошто ја каснам во школа, бавезно ја каснам на прв час. Травма од детство што ти беше? Кој ќе ја фатев како ми краде облека. Се шал. Како Стварно? ја носев облеката, Не, да. знаеш, многу беше Па јас интересно. сум спомала Да. и секогаш Јас ја Маја спремам беше, да. обликата, секогаш ќе ја испеглам, ќе ја средам и си ја ставам, например, Дисциплина. така спремена, да. И ќе средам соба тоа све и да си се туширам. И кој ќе излезам од туширање, више ми ја нема гардеробата и она штрафта. А она комбинацијата како си ја нашла, Така така си си ја киднала. облекла. И ако ја фатам на искачање, проблем. Мора да ја остави. А ако Постара кидне, сестра. кидне. Како се снајде? Ги шкрта фармерките, после да оди правев вели, да. Се подпишуваве на твоите фармерки. Да. Фармерките ќе си ги облече и ќе си ги подпише. Цело оделение е подпишано на Подпис. фармерките. Па добро. Доказ. Да. Зашто да не? Да. Добро, значи да прекинеме со доста беше. Фамилиарските проблеми. Фамилиарните работи. Се шала. Не беа проблеми, она беше повозрастна и јас, мене ми беше идол, јас сакав да бидам облечена како сестра ми. Да. Имаш право, Да, имаш право да да. сакаш така. Да. Природно, нормално. Интересен беше моментот секогаш кога киде у продавница да ја купат нешто и се нели носат двете да ни купат и мора да ме погледне мене дали ја ќе клинам Дали со ќе глава. одобри, да. Ако кажам дека е окей, значи може, а ако не кажам така, тогаш Да, нема слушање ни мајка ни татко, само Маја. Точно. Па убаво. Маја убаво. може ова, може. Успомениш. да, интересни моменти од детството. Знаеш, кога растеш така во само две сестри, постојано имаш некоја и премногу блискост, и премногу поврзаност, и постојано некоја, знаеш, превривање дома. Ама во моментот јас кога одлучив да се мажам, Тоа беше, тоа тука беше драмата. крахот. Тоа беше Тука беше драмата. крахот. Наташа ми Мој. беше љута. Замисли. Драма Queen. Па, бев осамена, повредена ме остави. Да, така го доживеа она, Да, тоа, го како доживеа. да ја оставам. Ајде. Па добро, детски Приврзани денови, бевме знаеш, многу приврзани како бевме мали. многу. И оној момент кога цело време, знаеш, сум тука со незе, споделува со мене навечер Да, кога ќе да. се врати од град, јас кога ќе се вратам, знаеш, сме делеле искуство, она ќе дојде, ќе ме разбуди, ќе ми каже шо како си поминала. Исто и јас имав потреба да споделам со неа. Се, и знаеш, во еден момент се двоиш, си одиш од куќата и некако нормално, веројатно тешко му паѓа на секој. Се, она тоа го доживеа балце потешко, пошто ја млада многу се омажив и не им беше очекувано на никого. На мајка ми, она беше изненадена, Наташа беше изненадена. Јас мислам само татко ми изреагира онака ми одоброволи и ми потврди, иначе другиве сите што ти е на тебе на 20 години. Ама како и да е, тоа е животот некоја што води. Еве Наташа, со љубовниот план што ќе правиш? Ќе се мажиш ли? Па добро, јас Ајде да те прашам дека јавно. Ајде сега. И сега. Ја исто траума од детство, кога се омажи, ников јас не се мажам. Да. Па, да се мажам. Мислам, не знам, нормално сакам да сум емотивно исполнета со партнери, да си имам партнер, сакам, тоа ми е окей, меѓутоа тоа нешто бракот, него јас не сакам да се мажам, јас стварно имам паника од тоа. Што значи тој папер или сега дека ќе се мажиш, што
нешто како имам чувство дека се ќе се промени после тоа, нешто све на полошо ќе иде, затоа што и лошо искуство ете од неуспешни бракови околу мене секаде и нешто тоа не ми е приоритетно да се мажам, никогаш не сум се сонувала како сите девојчиња во венчаница бела. Тоа ми обично плачев на свадбите на другарките, се мажи, како и на твојата. Па за мажење немам план. Не знам, мислам никогаш, не би рекла никогаш, не се знае тоа никогаш. Меѓутоа дека ќе живеам во заедница, да, тоа сакам. Ама дека ќе се мажам со тие свадби, церемонии, традиции, тоа обичаи. не. Едноставно не сум за тоа. Јусуф, ти каков став имаш по тоа прашање? Согласувам. Да? Потпуно, значи стварно, јас сум стварно далеко од такви ствари. Толку што немам време, значи не помислим воопшто. А ни желба, веројатно? Ни желба немам. Јас сум вака рахат, имам многу стресна работа, ти баре треба да ме разбираш. Многу стресна работа, не работам само еден ствар. Еден ден сум водител на некој фестивал, други ден глумим театар, трети ден идем како новинар да направам интервју. Не знам веќе ни јас што сум и кај сум, што правам. Затоа такви ствари многу далеко од мене. Не сме по тие работи. Ние сме за други работи. Ја нема да ме предомислувам, пошто имам неуспешен брак позади себе развод. Да. Некога ќе се разведе некој, значи дека не било успешно. И така да немам право да ве разубедувам во Па за ова тоа прашање. реков, јас имам лошо искуство од околината околу мене, мислам, осем бракот на моите родители што функционирал цело време, ама на младиве генерации сејата сестра ми прво се развела. Што викам, што е поентата па да се мажиш кога ќе се разведеш? Да. Вака боле и полесно е, заедно си па раскинувате некако подругачија раскинав. Осем кога ќе кажеш раскинав е некако нели поприфатливо него се разведов. Да. Сколку пати треба да се Не, разведеш нема и да се никоја мажиш? разлика, голема ама траума е секако. И кога ќе се разделиш и кога ќе се разведеш, нели има одредена веројатно, не знам, пресврт некој во животот. Секој пресврт не е пријатен. Не е лесен, да, ама Да. затоа зашо би да бил, не знам, јас во мојата глава нешто бракот не ми е морално Да, дека Да, дека окей, мораш тоа имаш. си има секој свој став Да. и не е обавезно. Секој има право индивидуално се одлучува за, како што рековме, како и за работата, така и за животот. Секој има право индивидуално да си одбере како понатака во животот и како ќе функционира во животот и што го прави среќен. Нема правила за тоа дека мора да биде вака или онака. Во секој Така. случај. Добро е што е така. Добро што е така. Не може никој да присили. Знаеш зашто вика, значи, не ми поставувате веќе такви прашања. И вака се јавно, се плюс. А замисли колку имам притисок од дома, добро, кога ќе се мажиш бе ти, кога ќе Разбира. Не, добро, више се помиривме. Ја Дека мислам- не ме барале за жена, многу ме барале. Окей, сега тама работа тебе да не барат. Ама не се дава. Да, не се придава. Како и да е, не мислам дека се откажа, више не те прашам никој. Мислам, Изгледа да. се смири топката, више готово. Беше што беше. Готово веќе. Добро, на тела ти е нов бренд, неуморна си сега, имаш нови идеи, нови амбиции. Ќе му дадеме после на Јусуф од твојот колаген на тела, Да. Beauty Matrixот Beauty Matrixот. и антицелулитните гелови. За Јусуф не се тие. Не се треба. тие нема да му ги дадеме, ама и ве кажени. Да. Искористи ја приликава да ги Да. презентираш и да Така, кажеш така. што е како е. На тела дојдов до идеја исто, како што ти кажав, како за фигурила, така и за на тела, стално сакам некој нов предизвик, нешто ново да се случува. Јас се презаситив од фигурила бидејќи се едно исто, знаеш, долго време 16, како што реков, скоро 17 години ја работам фигурила и усетив потреба дека треба некои новитети да донесам и во студиото. Во студиото константно донесам новитети, меѓутоа и нешто на мојот план, на мојот план за работа. Да донесам нешто ново, да се освежам, бидејќи кога нешто константно работиш, ти досадува. Мораш некоја свежина, па после ти е интересно и другово да го тераш, и фигурила да ја гледаш, ама нешто ново што ќе го надополни. Дојдов до идеја првично да го направив антицелулитниот гел, затоа што фигурела е бренд за слабење, највеќе се соочуваме со проблемите со жените со целулитот, секоја жена има проблем со целулитот, не постои жена што го нема тој проблем и што не доаѓа и бара решение од нас. Сметав дека е многу добро да направам некој првично да излезам со таков производ кој што ќе се поистоветува со мојата работа, ќе биде блиско со тоа што го работам.
работевме многу, гледавме што има ефект, што нема и после долги истражувања што најдобро делува на целулитот, го направив првично со советување со стручни лица, го направив антицелулитниот гел кој што се користи, има крио и термогел, се користи заедно и после тоа се облекуваат едни термохеланки кои што дополнително прават се поти телото Да, и се задржува температурата. Да, дополнително помагаат, нели? И првично на пазарот го донесов тоа. После тоа го направив исто овој колаген. Кога ги правам продуктите, кога ги смислувам што да правам нешто што јас го користам и што јас го сакам. Колагенот исто така, тоа е бјути матрикс уствари со 7 дополнителни состојки натри кои што се добри за кожата. Јас генерално исто така пијам многу таблети, пијам многу суплементи, сакам да конзумирам суплементи за кожата, за добробит на кожата, ноктите, за убавината и обично сите овие состојки ги примав посебно. Викам, мора некако да се спои, да не биде толку тешко за пиење, да те боли желудник и така натаму. Да. Мора некако да го смислиме за да можеш сите состојки да ги примеш одеднаш, а да не се замараш цел ден со суплементи да можеш да пиеш. И на тој начин, користејќи ги овие производи, го направи Beauty Matrix, бидејќи на мене делуваше многу добро. Се надевам дека се задоволни тие што ги користат. Слушам добри критики за колагенот и за антицелулитниот гел и тоа ми е многу драго, бидејќи јас на себе ми се допаѓа како ми делувал и навистина сум среќна заради тоа што го направив. Супер. Значи, работите одат на горна линија, сега некоја нова идеја ќе ти дојде сигурно. Да. Предпоставувам, па ќе може и понатаму да Нешто прво напредуваш. ќе го испитам на себе, кога ќе го испитам на себе, кога ќе биде добро, тогаш одмах ќе го имплементирам. Да, како што кажавме на почетокот, ти си добар пример. Кога е во прашање изгледот и убавината, така Да. бјути производиве можеш слободно да ги работиш. Мислам дека тука ќе нема шутка. Си се пронашла? Тоа е битното. Па замисли, нема потреба Наташа да користи манекенка за реклама. Да, Кога си себе, точно. да. Она си е примерот. А и Да. види, многу е битно, тоа сите велат. Замисли да отидеш во салон за убавина, пример, каде што ти препорачува слабење, да те пречека собственичката со 100 кг. Тоа е доверба. Тоа е точно. Апсолутно Манекенка е рекварцираш. окей. Јас сакам да имам заштитни лица, меѓутоа Мораш да знаеш си ти дека добар ти ја пример. ангажираш оваа Да. девојка дошла си ја платила и она те ја рекламира. Друго е кога јас правам нешто, Така. кога види ова е мое, и јас го користам. Да. А како изгледаш ти? Окей, добро изгледаш, имаш 43 години, 42-43 години, изгледаш добро. Тоа е многу поголема реклама и многу повеќе продава. Да. Затоа мислам дека не би направила и не би ставила нешто во продажба што на мене не сум го испитала и што сметам дека не е добро. Така Ако е. е за мене добро, тогаш е за сите жени добро. Сите жени сакаме нешто исто, нели? Сите сакаме да Кој изгледаме би рекол убаво. дека Наташа има 42 години, на пример. Да, реално. исто, и за сестра ми така. А иначе, сакав да те прашам за една посуптилна тема. Мислам дека, пошто зборувавме, нели, дека можеш да ја споделиш и сакаш да ја споделиш со јавноста. Мислам дека до сега не знам дали си зборувала за тоа. Па сум зборувала, да знам што ќе ме прашаш Да. за тоа. Не сум слушнала, меѓутоа знам дека се соочуваше со стварно голем проблем, што е многу актуелен у современо живење, со анксиозност една и тоа баш поприлично изразена во помладите години. И сето тоа беше една голема борба за тебе. Така. И сега ја морам да признам дека сега во моментот ми се случи тоа некој анксиозен, мислам не напад паничен, меѓутоа некоја таква чувство, се соочува, тоа е тешка борба дефинитивно. Многу тешко ја поднесов, меѓутоа бев свесна што ми се случи. Како ти се јави првиот пат? Како го препозна тоа чувство дека нешто, Да. нели? Првиот пат ми се јави во кино. Значи јас не знам ни што се случува, имав некој дечко, бевме во кино и јас одеднашка, а филмот беше нешто беше чуден така малку, некоја тема беше за нешто Психолошка? смак на светот, нешто Аха. така. Мрачна тема. И јас одеднашка, значи не знам што ми се случи, одеднашка кога добив тој напад, ама нападот со чувство на сафра дека готово се руши околу тебе, што се случува, готово ќе се срушам тука, ќе се онесвестам, ќе умрам. Све е лажно, буквално многу чудно и многу језиво чувство. Излегов надвор од салата, нешто во тоалетот, се смирив малку и ми помина. После некој време почна тие чувства да ми се јавуваат почесто.
како што се ова почесто, јас веќе знаев дека од психолошка природа се, дека не е нешто, пошто Физичка обично, болест, да. пошто обично луѓето реагираат, мислат, чекај, срцево ме фати, готово ќе умрам. Ја го имав тоа чувство дека нешто ќе ми се случува, дека ќе се струшам, ќе ослепам, ќе умрам, нешто најлошо ќе се случи. Меѓутоа знаев дека нешто е до главата. И знам тогаш патував нешто на факултет и место на факултет добив таков анксиозен паничен напад, отидов на доктор и барав психолог, психијатар. Мене ми треба, викам, нешто, јас не ми е добро. И добро, се борев многу време со тоа. Меѓутоа, со тек на време сватив дека тоа не е во главата и дека сето дека не си ги споиш коцките во глава, тие напади нема да престанат. Со тек на време се бориш на различни начини, едноставно живееш со тоа. Живееш со тоа и кога тоа ќе те снајде во ова денешно време, значи тоа кога ќе те снајде, више со здраве да си го носиш, меѓутоа, после некое време научуваш да живееш со тоа и и ти изгледа толку безазлезно, значи за разлика од тоа во почетокот што ми се случувало, дека да го препознаеш тоа, што е ова, какво е ова чувство, зошто мене ми се случува, на другите не им се случува. Јавно луѓето не говореа тогаш. Значи мене ми се случи првите панични напади, ми се случија, јас имав негде 23 години, 23-24 години, мислам дека баш бев млада. И во тоа време никој не говореше јавно за тоа. Се немаше нигде. Да. И беше Сега многу веќе страшно. много се зборува, да. И беше многу страшно да го кажеш ти. Јас нема проблем да зборувам за тоа, знаеш и ти. Им кажував на другарките, на сите дека имам такво нешто, барав помош секаде. Меѓутоа луѓето тогаш ме гледаа како шо е нава. Да. Луда е, нешто не е, па имаше муабети скреднало девојчева. После тоа сите после некој, мислам сите, многу голем број се случува, да. После тоа појава од другарките доаѓа кај мене на совет, или рече кај мене ми се случува, и мене ми се случува ти што го кажуваше, значи дефинитивно тоа е болест. Не е болест, него тоа е состојба на ново време, затоа што живееме во едно брзо време, промени нон-стоп, не знаеш, изложени на притисоци, на докажувања, на очекувања, на борби, некои нереални борби, нереални очекувања. Нереални очекувања, од денеска и социјалните мрежи, сето тоа ти прави притисок, чека ова е таму, ја не сум, овој го прави ова, ја не сум, овој има толку пари, ја немам толку пари, мора вака да живеам, затоа што околината ми вака ми наметнува, морам ова да бидам, морам така. Знаеш, се морам, сите притисоци што од страна ти се случуваат. И значи дефинитивно мора човек да седне сам со себе и да види што сака, и паничните напади, тие анксиозности се и аларм за нешто дека правиш што нешто против себе, против твојата душа. И кога ќе сватиш што сакаш од твојата душа, дали е тоа, не може ништо да е погрешно. Дали е тоа, сакам, пример сега карикирам, да имам пари, сакам да немам, не ми е битно тоа. Ама другите рекле, леле, види, ти треба вака да живееш. Мислам, не сакам така да живеам, затоа што јас сметам дека мене не ме прави среќна тоа, или не ме прави среќна парите, или не ме прави среќна партнерот, не ме прави среќна, не знам шо, не знам како, или јас не морам да бидам како останатите, различен сум едноставно и можам да бидам различен. И сакаш да се прифатиш себе си. Себе Значи, си. Притисокот е практично, како што те разбирам, е притисокот на влијанијата од страна кои не соодветствуваат со твоите желби. Со твоите желби и различностите не се прифаќаат во ова општество посебно. Значи сите говорат зборуваат за анксиозноста и као ја анализираат каква е што е све, ама никој не кажува дека тоа е уствари затоа што она има некој порив поразлично од другите. Затоа што тоа е нешто, има чувство што сака да живее малце поразлично од тоа што го зборев на пример, да речеме за бракот. Микрофонот само да не го удараш, ако Смири може. се. Добро, се осетлива тема. Да, извини. Може тука и да рушам и да кршам, треба да бидете толерантни. Нема проблем. Спремни сме. За бракот исто така, да, она што Сакам да кажам дека многу луѓе ние се соочуваме со тоа, све растеле во некое друго патриархално општество, сме родени, а после тоа се соочуваш со некое напредно време и тука си у конфликт меѓу две ситуации. Значи воспитани сме како патриархални, дека мора све вака, а од друга страна растеш и гледаш некои други работи, модерни, сакаш да си модерен, а од друга страна те притиска тоа патриархалното што го имаш во себе како така си. Да, конфликт на себе со надворешниот свет, сваќам, тоа е тоа. Добро, од
оној момент на тие стравични панични напади, таа состојба некоја во која претпоставувам претешко си се чувствувала, иако сум била сведок на многу такви ситуации кај што во моментот не знаеш како да постапиш, не знаеш дали стварно има физички проблем или е тоа само искреирано од мозокот. Како се истренира да, како што викаш, еве од денешна перспектива, кога разговараме јас и ти меѓу себе, кажуваш дека веќе си многу поизрелаксирана, дека си тоа. Дали е ради тоа што се прифати себе си онаква каква што си, или пак најде некоја друга начин, вентил? Да, тоа ти треба време, нели, да се осознаеш исто така, и никој не може да те разбере од страна, бидејќи тој што немал такви проблеми не може да те разбере. Да. Тоа уште поголем проблем. Ти си викаш само јас, мене нешто, ја не сум уред. Значи сите се нормални, ја не сум нормална. Што е со мене, што ми се случува? И со тек на време, нели, веќе гледаш и многу луѓе веќе почнуваат да зборуваат за тоа и сваќаш дека не си сам. И почнуваш да учиш и да пронаоѓаш што е проблемот. И да, со тек на време се прифатив таква каква што сум. Океј сум, тоа сакам, вака сакам, не е ништо погрешно. Да. И мислам дека тоа ми олесни. Не се срамам веќе да кажам, или ако некој каже дека нешто во моето однесување не му се допаѓа. Океј, не се допаѓа, јас сум таа, прифати ме ако сакаш, ако не. Да, нормално, па на терај секој дале. нешто не му се допаѓа, Да. не може сите Точно. све да ни се допаѓа. Да. На крајот на криштата различни сме. Точно. Али во ова општество знаеш дека ние сме склони да осудуваме. И Да, као да, се да. ти треба се однесуваш така и ти одно Ако ќе ти не си скритикува така, ако не го потој те- направиш тоа, да. Као А и се тие ти што се однесуваат така не значи дека се такви. па не Да. значи дека се такви Да. воопшто. И мислам тоа е се лажно и со лажната самодоверба на луѓето, тоа им исто маска. Примерите исто мене ми недостасувало на пример самодоверба. Тоа исто ти прави разнишено чувство. Не си доволно самоуверен за да застанеш црто на нозе, јас таа сум бе. Знаеш? Да. И јас со тек на време ја тренирав самодовербата и мислам дека работата многу ми помогна во тоа. Знаеш, успехот, навика за успех, некој начин на успех што доживеав, ми даде некоја Практично си самодоверба. се реализирала себе си и тука малце повеќе си го канализирала она чувство. Тачно, ми даде самодоверба и си реков, чекај, значи јас го успеав ова, ако сум толку нели не Лоша, окей, да. и да лоша, немаше да стигнам до тука кај што стигнав сама со себе, сама. Значи никој друг не ми го направи ова, него јас, Наташа Петровска, јас го направив ова. И знаеш, малку по малку нели си ја билдав самодовербата, не дека сега сум нешто самоуверена, вау, меѓутоа Да, ги надмина дека сум тие ги надминала слабости и тие кризи, работи, да. сум се прифатила себе си и анксиозноста е далеку по-намалена од претходно. Не дека пак ги немам тие, веројатно и тоа е навика на организмот така да реагира веќе кога има стресна ситуација. Ама сега веќе знам да го контролирам. Океј, смири се, тоа е, ќе помине, нема да умреш, ќе живееш, не ти е ова пресудниот ден. И на тој начин веќе го пребродувам тоа и сега добро се носам со тоа. Супер. Мислам дека океј Далеку може. подобро. Да. Јосиф, ти на тој план ти немаш време како што кажа да се замараш ни психички никако. Баш. Никогаш немав психички проблеми. Да. Само веднаш кога отидов како новинар за имете Крумели телевизија, тоа е сирийска-турска граница, блиску Урфа, и тогаш имаше турска армија против терористички напади, нешто во граница Сирија, и секој ден 27 дена сум бил таму, и пошто јас бев навикан да водам музичка емисија, Забавни, да. забавна и тоа, замисли, гледаш гранати горе, само нешто хеликоптери, војници сегде, и 27 дена стално замисли, чекаш испред граница, се отвара врата, доаѓа амбуланси, излегува амбуланси, само доаѓа некои мртви луѓе, тоа беше мене Хорор. катастрофа, хорор. Добро, тоа више реални стравови Да, се тие. ама- Тука Тоа не сакам е- да кажам, тоа е тоа више не е реално. психичка состојба. Ова е состојба некоја која што Искрирана во страх. мозокот, Да. нереален Да, страв. ама само еден ствар не можам да заборавам таму. Ние странски новинари и турски новинари седевме на иста една како, замисли, тоа е село, како чајджилница, мал локал, и чекаме некој да дојде да дава изјава и ние сите новинари со сите камери одиме да снимаме. Дојдеше две мали дечки. Еден беше араб од сирийска страна, а други беше таму од Урфа, Курд веројатно, не беше турчен, Курд беше. И тој курдот мали дечко чистеше тоа ципеливе, а овој араб од сирийска страна продаваше магнети така.
И јас реков, ајде да земам еден магнет, да остане успомена од мене и јавив да дојде, ама турски зборуваше, двајцата, Бог зна кога дојде и тој араб од сириската страна. И таман ја сакав да давав паре, тој другиот. Ма каже, немој да земаш од него. Тој е сиријанец. И овој сврти кај мене и ми рече и ми праша вака, зашто беше убав, така плавуш еден дечко и кажа ме, дали јас грешим што продавам тука магнет. Толку жалосно мене беше, хајде реков ти доаѓај со мене. 6 година имаше дете. Таман мене требаше преводилац. И пошто и да одам да снимам имигранти, а не знам арапски. Треба мене некој за помош. Ти реков денеска си мој работник. Цел ден дечко со мене. Значи отидовме од еден иселенички камп до други иселенички камп, мигрантски таму и снимавме, тој ме преведеше колку можеше. И на крај давам нешто како хонорар. И наместо да продавам магнети. И замисли, земаше пари ве маја и пола што му дадов, вратеше мене назад ако одиш до Урфа да ме купиш книги. Леле душичка. Значи, тоа гледаш ли с какви животни патишта некои луѓе поменуваат? Тоа не можам да заборавам никогаш. Никогаш. Чак и објавив едно време неговата слика. Се сликав со него и објавив на Facebook. Значи толку после отидовме, ние не сакам да продолжам многу, значи отидовме да гледаме кај живее, тој живееше со мајка и еден брат, мали беба, на шатор. Само една лампа и тоа лампа земале од комшија, значи со штек. После како новинар отидов до градоначалник, зборав за овој Ибраим се викаше дечково, да помогнеме некако за Ибраим и успеевме, ама тоа замисли, можеше тој дечко да бара пари. Да проси, Да проси, значи можеш да, ама не, сакаше да продава магнети. Продаваше магнети, работуваше за мене цел ден како преводилац, 6 години има, 6 години, а ја исто паре би давав на некој озбилен преводилац, ама завршив работи со него. И плюс пола пара врати мене назад да купам јас книги ако одам до Урфа, значи до градот. Какви животи има? Тоа е жално, тоа се жални животни приказни и од тие луѓе може да станат вистински луѓе. Мислам дека таквите животни патишта само го челичат духот, нели? Да. На крајот на криштата, кога тој човек излезе на прав пат, ќе знае да цени се што ќе го најде во животот. Жално е што, нели, како ви кажат, за некого животот е мајка, за некого мајка, никој не знае под каква звезда е роден и како ќе му течат работите, ама секој пак ќе кажам дека треба да биде верник и никогаш да не се откаже од Бог. Еве сега ни почнуваат и великденските пости од денес. Верувам дека и рамазанските пости исто така. Така да за сите верници без разлика на која вероисповест припаѓаат, мислам дека е убаво кога живеат со верата. Така. Неедноставно ги прави посилни и во каква е животна ситуација да се полесно ќе исплуват затоа што знаат дека се е тоа животен пат и зрење на духот. Да се вратиме сега уште малце на темата, немаме уште многу време за муабет, иако си имаме многу интересни муабети, имаме што да споделиме. Ако ептен се отвориме и многу ќе споделиме. Знаеш, кога знаеш за некого све, а знам и за Јусуф, пошто се знаеме уште од некои семинари кои беа во Бурса, во Истанбул, уште во телевизиите кога работев, имаше многу луѓе на тие семинари, ти ги координираше сите, преведуваше на не знам колку јазици, водеше се и уште тогаш бев фасцинирана од твојата хиперактивност и снаудливост и неуморност и се тоа и баш ти кажав, нели, кога се запознавме на тие времиња. А и денов денешен те гледам дека доста се дружиш со нашиве пејачки што се тука. Еве Сузана Гавазова ја спомна, со Биг Мама си постојано гледам слики со Сенида, позната е нели на цела бивша ју простори од Словенија, има хитови доста. Со кој Тамара идеше таму кај тебе во Истанбул? Со кој се дружиш? Елена Ристевска, да. Со сите стварно. И од време кога направив музичка емисија во Текрум или телевизија, било кој пејач или било кој уметник од Србија, Босна, Црна Гора, Македонија, остали градови, кој да дојде, таму во Турција мораше да биде мој гост. Значи, веројатно тие имале настан или петок или сабота, а јас имав емисија недела сабајле, и така да сите беше кај мене како гост. А после имав и прилика да се дружам со доста од овие уметници. Значи, Сенида ми е многу добра пријателка, стварно, Сенида, Биг Мама, Тамара, Елена,
Сите се добри, значи Ние ја морам да сакам. кажам, ова вака сега ме потсека секогаш на тебе, кој ќе дојдеш во Скопје, секогаш имам желба да те видам, затоа што во целата негова гужва, во сите негови обврски, кога татко ми беше на лечење во Истанбул, само требаше да ти се јавиме и ти ќе отидеш да им помогне, да им преведе, да им се најде за се. И ретко се така луѓе како тебе услужливи за се да најдат време. Океј, јас гледам тебе и Наташа како мои сестри. Сега фамилија, нормално, ние се запознава. Јас запознав Наташа преку тебе, Да. а тебе преку Балкан Медиа Груп. Да. Тогаш 25 телевизиски канали. Да, дојделе 25 телевизиски канали бевме на настанот на семинарот. И од тогаш само зборевме со тебе дека многу стоиш испред камера и не знаш колку ми е драго денеска што направиш овој подкаст, а што ти си родена за оваа работа. Точно, се сложувам. Се сложувам со тоа Стварно, јас. и од тогаш зборувавме, тогаш имаше ти некоја емисија, Да, имав па после емисија. направила пауза, па сега пак. Се вратив, да, и повторно. тоа ова требаше, ова требаше. Па јас, знаеш, не бев свесна дека ми требало, ама кога застанав пред камера и кога почнав да, знаеш, да функционирам со подкастот, сватив дека ми требало. Некогаш се заморуваш, еве за разлика од тебе, имав еден период кога малце ми требаше одмор од медиумите и од медиумското внимание. Не знам, некоја интровертност, некоја желба за мир собствен, појма немам зошто. Ама и тој период па е добар да го имаш некојаш во животот, затоа што спознаваш некои други страни од твојата личност. Не си само тоа што треба да бидеш пред екраните, него нешто малце поинакво, се вртиш кон себе и природен си. Едноставно мислам дека јас природна средина ми е камерата и ја тука сум онака баш оригинална како што и секогаш сум. Наташа знае дека од детски денови се бавам со вакви рецитали, приредби, чуда, така да веројатно тоа е, знаеш, предодредени сме за нешто. Предодредени, да. Тоа е тоа. Иначе, мене ми е некако толку пријатно сега вака што си правиме муабет, што можам буквално да си сувала му слушам, да заборам камерава дека е тука и да си отвориме теми на си, ама маца се воздржувам, викам Па да, не можеме да толку приватни сега да отвараме. Да не навлагам до толку малце да сме официјални. Знак на благодарност, еве пред 8 мартовски на Наташа ќе ја дадам. Да. Има дека еден убав сет парфем од Монглер. Монглер е познат по своите спортски Баш дизајни, но има и една специфична линија на парфеми кои се заводливи, неодолеви и кои оставаат без див. Секако дека Јусуфи, ако не ти 8 март и за тебе има. Фала, па нека. Исто Монклер. Честитам 8 март. За тебе има, да, за тебе има и Натела. Овој Beauty Matrix. овој чак и рекламирав јас во Турција и реков Натка мораш и мене да даваш. Еве прилика да ти даде. Прилика кај тебе да земам. Тоа е Баш Beauty убав. Matrix, да, многу преубави се. Значи ова сега е друг колаген, друг тип на колаген од Медобил. Ова е за коски, мускули, лигаменти, говедски капсули со говедски гел, каде што го зајакнуваат, прават поеластичен овој систем коскен, моторичкиот. Кога вежба. Да, кога вежбаш. И така да имаш и Beauty Matrix на основа на рибен колаген, ово е на говедски колаген. Да, говедски е повеќе за коски, а ово е така, повеќе за говедскиот за бјути. коски, а ова е повеќе за бјути. Значи, кој за што? Ова е исто од Медобил за Наташа. Има уште еден сет. Има чај за слабење, има Тоа ни треба. да, термобалзам Тоа за ти треба. слабење, ти дека за слабење си само, ама добро, и елкарнетен. Капсули. Баш убаво. Значи, Медобил имаат навистина и преубаво пакување и убави производи. Морам да напоменам дека се органски, 100% природни. Ја многу ја штитат кожата и повели и ова за тебе. Ала, нема каде да ставиме Тоа. повеќе. И ве тие кисичката Медобил и тебе за колагенот. Аха, окей, фала. Да, ве наполнив со подароци. Значи, Во фул знак ќе на одиме. благодарност на сечие гостување, секој што ќе одвои време, што ќе се споделиме и ќе сподели дел од својот живот и својата интима и равенката за успехот, дали на животен план, дали на деловен план.
Како и да е некоја лекција за некој што ова го слуша. Затоа што сите се препознаваме низ нечија приказна, можеби некогаш ги имаме одговорите, можеби некогаш ќе ги пронајдеме одговорите преку искуствата на другите, ама во секој случај мислам дека тугите приказни искуства добро ќе ни дојдат да не поттикнат барем да размислуваме на одредени теми. Фала ви! Фала и на тебе. Поздрав и до моите пријатели, Вегера, кој ги има на повеќе локации низ градов, се уште важи акцијата да нарачате 2 големи пици, доставувач од Корпа да ви донесе гратис пица синдвич. Вкусни се навистина, треба да ги пробате, особено кога немате време да сготвите, добра ќе ви дојдат. Поздрави и до нашите пријатели Мегавин, онлайн платформата. На Мегавин ве очекува најсочниот Juicy Cash Jackpot, кој е над 8.800.000 денари и не престанува да расте. Можеби токму вие ќе го добиете, влезете уште сега на megavin.mk и пробајте го вашиот среќен момент.